Значи, во тек е изборниот процес, се гласа за втор круг председателски избори и за парламентарни. Како тече гласањето и каква е известноста до 13 часа? Со оглед на тоа дека податоците нели до 11 ги имаме 14% и е да речеме поголема известноста во споредба со првиот. Така, значи на избирачкиот список за председателски си остана бројот 51.717. Во меѓувреме од првиот до вториот круг 148 лица остварија право на полнолетство, односно да може да го остварат своето право на глас. Значи сега се 51.865 лица кои што може да го остварат за парламентарни своето право на глас. Излезноста е, да кажем, прво сите 89 избирачки места се отворија на време. На едно избирачко место имаше од технички аспект проблем, се каснеше малку со почетокот на гласањето, меѓутоа се надмина тој проблем, се премина на класично гласање со UV ламба и спреј. На други места нема поголеми проблеми или од технички или било кој аспект. За разлика од првиот круг за председателски, во вториот круг председателски во периоди до 9 часот до 11 часот разликата беше 1,5% повеќе. Сега имаше излезеност. Разликата во 13 часот е некаде, да кажеме, околу 4% поголема излезност, односно во 13 часот сега излезноста е за председателски 27,75%, а за парламентарни 27,85%. Додека во првиот круг за председателски излезноста беше 23,82%. Колкава треба да излезноста за да За да бидат успешни, значи по законот е 40% да има излезност најмалку за председател за да бидат изборите успешни, за да може да се избере председател, понатака председател го дава мандатот на владата за да се формира влада. Кога се очекуваат првичните резултати да ги соопштите? Бидејќи сега има два циклуси и за председателски и парламентарни, можеби нема да биде со иста брзина како претходниот, бидејќи беа само председателски, меѓутоа да кажеме до 9:30, 10 часот се надевам дека ќе излеземе со првични резултати.